Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за crossing over, односно генетичка рекомбинација. И всушност ќе го разгледаме во некоја си општа слика crossing over, бидејќи механизмите кои работи не се сите скроз познати, а има и доста компликации, така што ќе се задржиме само на основата. Сега, општо да спомнеме дека генетската рекомбинација може да биде на повеќе начини, ние ќе се задржиме на хомологна, односно општа генска рекомбинација, но може да биде и рекомбинација која е специфична за позиција и ДНК транспозиција. Но тие нема да ги разгледуваме. Значи ќе збориме само за хомологна, односно општа рекомбинација. Каде што спаѓа crossing over, но не се е crossing over. Сега, општо ако би го разгледале, нели зборевме дека crossing over се случува при мејотска телба во пахитен стадиум, нели, од профаза. Сега, што имавме таму? Значи имавме еден хромозом кој е мајката, еден хромозом кој е таткото и вие се хомологни. Така овие на пример спаѓаат во, тропам сега, првиот пар на хромозоми. Значи овие се хомологни хромозоми. Сега, моментално, како што сум ги нацртал, се во 2C, и овие всушност стануваат 4C, овие хомологни хромозоми, се сврзуваат, имаше тука еден синаптички комплекс, и на одредени места образуваат хијазми, каде што всушност разменуваат сегменти. И рековме дека шематски прикажавме дека всушност овдека ќе дое некој си плав дел, додека овдека ќе отиде да земам портокална боја, ќе отиде портокаловиот дел. Така, значи ќе разменат одредени сегменти и тоа е важно бидејќи се добива многу поголема разноликост на хромозоми. На пример, еве вака ќе направиме како едноверижни, да биде полесно. И за да речеме, ќе земеме со црвена боја дека овдека во овој сегмент имаме 3 гени. Така, овдека е едниот ген, тука е вториот, третиот. И за да речеме дека сите овие гени се со доминантен, се див тип, односно се доминантни алели. Додека гените на спротивниот ги имаме истите, да речеме, и тие се со рецесивни алели, сите, така, А, Б, С. Сега, на пример, може овој вториот да се размени со овој овдека, така. И што ќе се добие? Всушност, кој ги се разменат, земам портокалова боја, и овдека сега ќе дое тој плавиот, овдека ќе дое портокаловиот. Всушност, овој сега ќе стане доминантен алел, овој овдека ќе стане рецесивен, значи мало Б. И сега, овој хромозом, нели кога ќе се одвојат при мејоза и се тоа кога ќе се случи, ќе биде различен, бидејќи овој нели ќе отиде во една клетка, овој ќе отиде во друга клетка, зависно како ќе се прераспределат. И сега ќе имаме различни хромозоми, едниот ќе има за првото својство, првиот ген рецесивен алел, за вториот доминантен, за третиот пак рецесивен, додека овој овдека, оваа овдека клетка ќе со кетчува бележав, за првиот ген ќе има доминантен, за вториот ќе има рецесивен, за третиот пак доминантен. Така што се добива многу поголема разнообразие. Сега ја нормално тука направив само со еден ген, ама тоа обично се случува на цели сегменти. Значи цел сегмент, например цел овој сегмент ќе се замени со цел овој сегмент. Бидејќи голем број на гените не можеш да ги делиш индивидуално. Например, сакам само бето да го разменам. Не може бидејќи се така наречени врзани гени. Да речеме дека овие 3 се врзани гени. Што значи тоа? Linked гени, дека не може да пренесеш само еден. Значи, ако го пренесуваш цел овој сегмент. Правиш размена, така? На цел сегмент ќе се размени. Не може само еден ген да размениш, додека има некои гени кои не се врзани гени, unlinked гени. Например, овдека ќе обележам некој си ген X, не е важно. И тој можеш да го размениш само тој ген. Например, овдека и ќе се случи разменувањето, така? Тука ќе стане портокалово, тука ќе стане сино. Значи можеш само тој еден ген да го размениш. Бидејќи тој е unlinked, не врзан ген. А овие овдека реков дека беа врзани гени, кои не можеш само едно генче да размениш, мора сите да идат ко група. Добро, тоа беше ко вовед. И сега ќе разгледаме ко малце молекуларна биологија како тоа всушност се случува. И се случува на начин на Holiday моделот. Сега овдека што имаме на слика, значи овој горе, ево ќе да земам потенка четка, да речеме дека овој е од мајката, додека овој е од таткото хромозом. И така речеме зашто се представени ко ДНК, сега малце кларификација, значи ако
ова беше хромозомот од мајката, ова е хромозомот од таткото. Хромозомите треба да запамтите дека всушност беше ДНК која беше испреплетена. Значи, на ова ако направиме овдека зум, всушност му доаѓа дека имаш ДНК која е многу вака спирализирана, така, која го прави тој хромозом. А всушност ако зумираш и овдека и на ДНК, ќе добиеш дека таа всушност е двоверижна. Така, таа е двоверижна и вака е двоен хеликс, но наместо така да цртаме само како две прави линии. И тоа го имаме овдека. Овие две прави линии се всушност двете прави линии овдека. Сега имаме хомологен хромозом, овдека го имаме тој од таткото, кој исто така е изграден од ДНК која е извртена, така, структурно организирана и таа исто е од две линии изградена. Две вериги кои ги цртаме како две линии. Значи тоа го гледаме овдека. Сега, имаме еден од мајката и еден од таткото. Сега овој првиот модел, Holiday модел кој ќе разгледаме, каде што всушност се прави прекин, единечен прекин, тоа е важно. Значи еден единечен прекин во двете молекули. И може да видите, оваа иде таму, се произведува оваа таму, и сега се прави овој Holiday спој, гледаме. И сега имаме движење на спојот. Односно, овој спој сега се придвижил натаму во оваа насока. Сега се наоѓа всушност овдека и како што одел тој спој, всушност не се движи спојот, него на некој начин оваа горнава верига се спушта доле, додека оваа долнава верига се качува нагоре. И како што иде овој спој, така се ги заменуваат места, значи, ај вака да зумираме уште повеќе. Значи, горнава верига се спушта доле, додека долнава верига се качува горе. Така, значи тоа го гледаме. Значи во оваа овдека слика, горнава верига, значи оваа овдека, горнава верига е некаде до овде, вака бележам со портокалова боја, спуштена долу. Така, до некаде до таму спуштена долу. Истото важи и за оваа долнава верига, ќе бележам се со виолетова боја. Е некаде до овде, каде што бележам со виолетова боја, крената горе. И како што се движи тој Holiday спој, се така се ротира, всушност горната иде доле, долната иде горе и се полуга и полуга верига. Се поголем и поголем регион, тоа врз се поголем и поголем регион тоа се случува и се образува така наречен хетеродуплекс. Сега, всушност сега овие вериги на некој начин кога се развојуваат и сега да видиме дека што гледаме. Сега запамтете дека кога започнавме, дека ги гледаме дека тука на пример имаме некој си ген, ќе обележиме со А, и овдека дека имаме некој ген кој ќе обележиме со Б. Така, значи тоа се два гена, едниот А, другиот Б, кои имаат, да речеме, доминантни алели, затоа се со големи букви, а овие овдека се истите гени, само се со рецесивни алели. Така. Добро. Сега. Овдека да видиме што се случува. Всушност, сега со виолетова боја ќе ја бележам оваа овдека горна верига, сам горна, не верига, горна ДНК молекула. Тоа ќе биде оваа целава црвена, што е линија, целава црвена линија, и ќе биде оваа линија, што продолжува вака право. Така, додека, сега земеме со портокалова боја, оваа долнава ДНК е всушност оваа што тера целата право, така гледате ова целото право дека што тера е всушност оваа долнава, а оваа вторава верига од долната ДНК е всушност оваа вака што тера. Така, значи таа сега втората која бележи со портокалова е всушност оваа. Добро, и ова е некоја интермедиерна форма, која понатаму долниот дел ротира, можеме да видиме у која насока ротира, при што се добива ова. Така, оваа структура. Сега, може да има пресекување или во вертикала, или во хоризонтала. Зависно од какво ќе биде пресекувањето, се добиваат два начини на преспојување. Значи, овие се двете варијации. Ако е во овој случај хоризонтално ќе се добие ова, ако е вертикално ќе се добие ова. И ако немаш хоризонтална вертикала, ќе нема таму врз тоа да се ориентираш, нема почва и да речеш ова е хоризонтално, ова е вертикално.
Беќе ова се случува нели во јадрото. Но не е тоа ни битно. И сега, ако беше на овој начин, дека левиот начин ќе обележиме со кец, тогаш ќе се разменеше само овој регион. Ќе обележам, не знам, со црна боја. Значи само овој регион гледаме дека се разменил. Тука отишол таму, овој дошол доле. Сега, зошто ова не е crossing over? Имаме рекомбинација, ама немаме crossing over. Зашто не се заменил ген? Значи се заменила секвенца од ген. Да речеме дека овдека е едниот ген, наваму е другиот ген. Така, се заменила само секвенца од двата гена. Така што двата гена пак се остануваат тука големо А, големо Б и доле мало А, мало Б. Додека ако беше другиот начин, ќе добиевме ДНА молекули кои ќе бидат рекомбинирани со crossing over. Сега можеме да видиме дека цели гени сега се заменети. И сега овдека наместо да има големо Б, имаме мало Б, односно тоа што било доле нели се заменило позицијата. И овдека наместо да имаме мало Б, имаме големо Б. Односно се случил crossing overот. Значи не мора секогаш кога ќе има размена на ДНА сегменти да се случува crossing over, бидејќи не се разменил ген. Се разменил само генски сегмент кој всушност има истата или слична структура на нуклеотиди. Значи имале исти или слични нуклеотиди, така не доаѓа во промена на генот, иако се разменил генетски материјал. Сега има и ваков модел, кој е модел на, всушност е подобрен модел на Холидей, предложен од Мезелсон и Рединг, каде што не се случува едноверижен прекин во двете ДНА молекули, него се случува двоверижен прекин во едната ДНА молекула. Значи гледаме дека тука има двоверижен прекин, додека во горната нема никаков прекин. И сега што се случува? Едноставно 3' крајот навлегува, врши инвазија на едната верига. И гледате, влегува вака, понатаму ќе со помош на ДНА полимераза, тука е напишано ДНА синтеза, но со помош на ензимот ДНА полимераза. Тука гледате, ова се продолжува и сега ќе се симне до доле. И ќе образува Д јамка, се нарекува таа. И на крај овие сегменти всушност ќе се разменат на некој начин. Овие тука делови ќе се скратат. Еве ако со бела боја ќе ги бележам. Или можам со не можам со гума. Добро, ќе земеме четка. И вака делови на некој начин ќе се скратат и ќе се добие рекомбинирана ДНА. Сега, постојат и многу други начини на рекомбинација кои не ни се познати. Значи, не се познати и многу се комплицирани. Дори и ова сега што го објаснував е многу покомплицирано да го ја што го објаснив и колку и добро да го објаснив, бидејќи например некој ги се рече добро, кој го прави прекинов. Тоа е некој си топови замраза, добро ќе се раздвојат. Сега од кај знае оваа верига, од кај знае баш тука да се пикне, да направи инвазија, па да дојде ДНА полимераза, па да продолжи. И зашто кога продолжува не се отплеткува пак, зашто останува така, па да направи Д јамка. И и многу прашања произлегуваат. Така не се знае се знае процесот како тече од прилика, но кои се сите механизми кои доведуваат до тој процес не се секогаш познати. И има многу компликации. Но ако нели се занимавате со таа проблематика, нормално ќе знаете многу повеќе. И така. Добро, тоа беше општо за рекомбинација, односно за механизмот на crossing overот. И наравно ќе збориме за рекомбинација кај микроорганизмите. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.